Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски по придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и соопштенијата. Важно соопштение од управата овде во Ньюкасел. Се бара помошник на попо Пецо Петровски, тоест притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Ньюкасел. За повеќе информации околу тоа, јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148. Да најавиме нешто ново за игралната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега од петок, 24 април, ќе се одржува часови по македонски јазик од 5:30 до 6:30 после пладне во нашиот македонски културен центар и после тоа од 6:30 до 7:30 ќе тренираат младите играорци. Значи секој петок во нашиот македонски културен центар имаме школо и играорна група. Имаме нови наставнички кои ќе ги учат децата македонски јазик и култура. Како што знаете, сите се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сато после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани јавете се кај Сузи Цветановска на 0434 42 9166 и кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овај ручек е $20 по лице со 4 врсти јадења. Нешто за нашиот град Ньюкасел, за се што се случува, како и секогаш овде во нашиот македонски културен центар, секој понеделник и четврток имаме собир на пензионерски мембери во поголем број, каде се занимаваат некои со играње карти, други со играње домино и трети со играње на шах, а пак останатите гледаат македонски канали со музика и се друго. Исто така во овие сати занимавање послужени се со кафе, чај, бисквити. Во среда се одржува тренинг со играната група
а сега ќе се одржува овој тренинг во петок од 24 април натаму. Овој тренинг со играната група и со македонското школо ќе се одржуваат во петок. Како и сите фудбалски тимови, ние имаме јуниорски тимови во тимот Бротмедо Меджик и тоа во многу голем број од најмали години, кои се надпреваруваат во Маја Пак Бротмедо. Многу е важно да најавиме дека во нашата македонска црковна сала можете да организирате разни свечености, како свадби, кршевки, родендени и други веселби. За сето тоа може да се јавите кај председател Саше Стојчевски на 0408 490148 и кај секретарот Крис Веловски на 0414 296910 за повеќе информации. Школо и игрорна група. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овие танцови. Дојдете секој петок од 5:30 сато попладне во нашиот македонски културен центар на 14 Скул Стрит Бротмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура. Воздигнете го богатството и наследството на Македонија и потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко. Четврто, научете нови ора и начин за како да се приклучите за свадби, прослави и игранки во македонската заедница. Преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти, и вклучувајќи ги и најмалите деца, млади и возрастни, сите сте добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секој петок од 5:30 сатот попладне во нашиот македонски културен центар Нјукастел. За повеќе информации обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Нјукастел. Да проследиме некои вести од Македонија. Вице-премиерот за европски прашања очекува позитивен извештај од Европската комисија. Додека Брисел ги финализира последните забелешки од годишниот извештај на напредокот на земјата, во Скопје владее умерен оптимизам дека годинава државата ќе добие позитивна оценка. Вице-премиерот за европски прашања вели дека владината делегација е во постојна и интензивна комуникација со представниците на Европската комисија. Клучниот столб на кој владата го темели својот оптимизам е реформската агенда. Документ кој е точно и тесно поврзан со планот за раст на Западен Балкан. Според Сали, сите државни институции работат на исполнување на обврските кои се предуслов за повлекување на финансиската помош од Европската унија. И натаму тежок костен е политичкиот дел од критериумите. Минатата недела бугарската министерка за надворешни работи упати остри критики и повтори дека без безусловно вметнување на бугарите во уставот, Македонија не може да ги продолжи преговорите. Од друга страна пак, македонската влада останува на ставот дека вистинска промена во односите може да се очекува само со посилен аранжман од Брисел и водечките земји членки на Европската унија. А промената на уставот не е можна без Софија да ги признае меѓународните пресуди за правата на македонското малцинство во Бугарија. Да видиме Мицковски што кажува. Имам чувство дека поранешни премиери од опозицијата ќе бидат под прогон. Премиерот има чувство дека наскоро поранешни премиери и високи функционери од опозицијата ќе бидат цел од одредени прогони. Реакцијата на премиерот следи по тридневното славје во СДСМ по поразот од Орбан на изборите во Унгарија. Мицковски ја праша опозицијата зошто не ги повика екс-директорот на СМ
Васко Ковачевски да се врати во Македонија и да се соочи со правдата. Од СДСМ и денеска констатира дека промената на власта во Унгарија предизвикала паника во ВМРО ДПМН. Жерновски констатираше дека поразот на Орбан бил историска победа на демократија, на авторитизмот и на Европа под корупцијата, коментирајќи дека сличен избор ќе имале и македонските граѓани на следните избори. Скопје на патот до престолнина на културата. Град Скопје интензивно се подготвува да се носи во титулата Европската престолнина на културата во 2028 година. Но сепак уште многу предизвици треба да се надминат додека метрополата заличи на европски град. Денеска Ѓорѓиевски е домаќин на тројца колеги од Германија, Италија и Словенија, кои треба да ги пренесат искуствата поврзани со титулата Европска престолнина на културата која Скопје ќе ја има во 2028 година. Целта е проектот да се обединат граѓаните со културата, но и да се развие туризмот. Градоначалникот Ѓорѓиевски информираше дека во склоп на проектот започнува низа инфраструктурни проекти на местата каде ќе се одржуваат главните активности за овој настан: Калето, аквадуктот и старата Скопска чаршија. Ќе бидат сите оние инфраструктурни проекти кои ги планираме во рамки на процесот, а тоа е реконструкција на Калето, најголем дел од настаните таму ќе бидат одржувани. Старата Скопска чаршија, која благодарение на Министерството за култура започна да се реконструира, како и аквадуктот, ќе бидат претворен во летна сцена, летна арена, изјави градоначалникот на град Скопје Орце Ѓорѓиевски. За решавање остануваат и проблемите во јавните предпријатија, недоволно опрема и машини за чистење на градот и празнење на контењерите, јавниот превоз и сообраќајната гужва. Во септември 2023 година Скопје беше прогласен за победник. Тогаш беа дадени првите задачи кои треба да ги завршиме во пресрет на титулата Европска престолнина на културата. Но славијато стиши во октомври 2024 година со првиот мониторинг извештај во кој Европската унија изрази сериозна загриженост, бидејќи по првата година по добивање на титулата градот не покажал никаков напредок. Во извештајот тогаш беше нотирано дека градот нема формирано независно тело. Буџетот е нејасен и немало видлива комуникација со јавноста. Работите конечно беа одглавени по локалните избори. Овој период беше вклучен на градот конечно да ги објави јавните повици на почетокот на ова година, за да покаже дека забелешките од 2024 се земени во предвид. Почитувани слушатели, ќе слушаме убава песна од Драган Трајановски. Песната носи наслов Наде. Да ја слушниме.
Ajde pominuvam, mori zaminuvam, na bel kamen počinuvam, na bel kamen počinuvam. Ajde zapituvam, mori popituvam, kade sedi kalež grozda, kade sedi kalež grozda. Ajde kalež grozda, mori kalež grozda, kalež grozda vapcar kata, kalež grozda vapcar kata. Ajde da mi vapca, mori da mi vapca, da mi vapca dva bajraci, da mi vapca dva bajraci. Ajde eden zelen, mori eden zelen, eden zelen, drugi od crven, eden zelen, drugi od crven. Ajde zeleni odmori za nas svadba, crveni od zana bojo, crveni od zana bojo. Ajde promeni se, care mori, doteraj se, obleči si, care mori, crveni elek, obleči si, care mori, crveni elek. Ajde obleči si, care mori, crveni elek, i čemlina, care mori, lakovani, lakovani, care mori, pokrenati. Ajde da izlezi, care mori, na sred selo,
светот што не донела и со исто мајчино млеко нас двајца што не доела. Од сите луѓе еден е татко, со полна уста совети, секоја дума вредна ко злато, цел живот што се памети. Сива птица, времето лета, доаѓа и заминува, но братска љубов за навек трае, крвта вода не бидува. Да свири, брате, разиграј прсти, јас грло пак да отворам. За сите души, тажни изрекни, сме биле двајца ко еден, сонце во гради носиме. Нека се множат песни за дружба, колку и да се малку се. Од сите луѓе еден е татко, со полна уста совети, секоја дума вредна ко злато, цел живот што се памети. Сива птица, времето лета, доаѓа и заминува, но братска љубов за навек трае, крвта вода не бидува. Да свири, брате, разиграј прсти, јас грло пак да отворам. За сите души, тажни изрекни, нерад песни да сива птица, времето лета, доаѓа и заминува, но братска љубов за навек трае, крвта вода не бидува. Да свири, брате, разиграј прсти, јас грло пак да отворам. За сите души, тажни изрекни, нерад песни да подарам. Насмевка ми крадеш ти на лицето, дали ќе те видам во сукничето, пред мене да минеш, срце да ми скинеш. Ветерот ме мами, дојди да сме сами, ништо не ти правам, верувај ми. Погледот те кани, дојди да сме сами, ке те чувам цела вечност, верувај ми. Ветерот ме мами,
sme sami, ništo ne ti pravam, veruvaj mi. Pogled od te kani, dojdi da sme sami, ke te čuvam cela večnost, veruvaj mi. Si vetam da ne pomislam, stopati na den na tebe ljubena, da li ke te vidam, posukliče to, pred mene da mineš, srce da mi skineš. Veter od me mami, dojdi da sme sami, ništo ne ti pravam, sme sami, ke te čuvam cela večnost, veruvaj mi. Veter od me mami, dojdi da sme sami, ništo ne ti pravam, veruvaj mi. Pogled od te kani, dojdi da sme sami, ke te čuvam cela večnost, veruvaj mi. Solzi izli
lična Jovano, ti se kolam ne soruso, lide nevero, moja Jovano, lična Jovano, moja Jovano, lična Jovano. Stanimo me da zaigram, da te gledam vesel jaz. Čifte čače igrivo, naše orovavo. Čifte čače igrivo, naše orovavo. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj milo me nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj milo me, ajde! Izvimo me snaga, da ti tvojta snaga ubava. Da ja gledam, da pejam, ovdje samo jedna živejam. Da ja gledam, da pejam, ovdje samo jedna živejam. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj milo me nina naj naj. Opa nina nina naj, nina naj naj, nina naj milo me, ajde. Да проследиме нешто и од вестите од Македонија. Трговците сами си ја намалиле заработката за да нема нагло поскапување на производите. Маркетите скратиле дел од својата заработка за цените на производите да не скокнат нагло. Ова го покажува извештајот на Министерството на економија. Анализата на 55 најпродавани производи во 4 различни трговски синџири покажала дека од почетокот на февруари до април цените пораснале за 0,43%. Ова бројка е интересна ако се земе предвид дека во истиот период цените по кои трговците ја набавувале стоката пораснале за повеќе од 1%. Тоа практично значи дека трговците не го префрлиле целиот товар од поскапувањето врз купувачите, туку решиле да работат со помала маржа. Пазарните инспектори забележале покрај пораст на цените на млечните производи, како сирењето и киселото млеко, заедно со јајцата, маслото за јадење. Поскапеле и доматите и кромидот, но збирно гледно овошјето и зеленчукот има пад од околу 86%.
Поевтиниле и безалкохолните пијалоци. Најголемо поскапување од скоро 1,5% има кај хигиенските производи. Во моментот размислуваме како да дојдеме до поевтини цени за одредена група на производи каде што имаме двоцифрен број проценти на зголемување и набрзо ќе излеземе со таков став. Инаку имаме и производи кои за волја на вистината се и поевтини, изјави премиерот Христијан Мицковски. Состојбата со горивата е стабилна. Од наевтините резерви не е потрошен ниту 1 литар, вели премиерот, според движењата на светските берзи. Мицковски вели дека и следната недела цените на горивата најверојатно ќе останат исти или па ќе бидат намалени. Кризната состојба ќе продолжи. На вчерашната владина седница се донесе одлука таа да се продолжи уште одреден период. Ќе имаме дополнителна седница на која ќе донесеме мерка за се уште да го задржиме данокот на доданата вредност на 10% наместо на 18%. Во зависност од цените на берзите, така ќе бидат и акциите. Има таму во согласно со законот колкави треба да бидат тие попусти, вели Мицковски. Попустот за најголемиот дел од бензинските станици е во сила до крајот на април, а како што рече Мицковски, се преговара за дополнително намалување на дизелот. Ќе видиме, мислам дека се буткаме на рака за еден уште динар да извадиме по литар, кажа тој. Вчера регуларата ги намали цените на горивата, па заедно со попусот бензинот BC 95 од денеска се продава по 80 денари, 98 октанскиот за 82 денари, а дизелот за 92,5 денари по литар. Нешто интересно за Евровизија. Евровизија се шири во Азија. Првиот натпревар закажан за ноември во Бангкок. Организаторите на музичкиот натпревар Евровизија објавија дека првото азиско издание на меѓународниот музички натпревар ќе се одржи на 14 ноември во главниот град на Тајланд, Бангкок. Правилата за новиот натпревар се уште не се објавени. На европскиот натпревар националните радиодифузери избираат изведувачи кои ќе настапат со оригиналната песна долга до 3 минути на сцената. Инаку првите 10 земји учеснички на азиското издание се Јужна Кореја, Бангладеш, Бутан, Камбоџа, Лаос, Малезија, Непал, Филипините, Виетнам и домаќинот Тајланд. Организаторите велат дека и други земји би можеле да се приклучат на надпреварот во наредните месеци, пренесува NBC. Директорот на Евровизија Мартин Грин рече дека лансирањето на азиското издание е особено значајно во годината што ја одбележува 70 годишнината од надпреварот. Азија е подрачје богато со култура, креативност и музички талент, додаде тој. Замислата за азиска верзија на Евросонг постои уште од 2008 година, иако се уште не е спроведена. Регионалните сили Кина и Јапонија засега не учествуваат во азиското издание. Аналитичарите сепак велат дека новиот надпревар би можел да биде под влијание и на геополитиката со оглед на споровите, например, меѓу Тајланд и Камбоџа или територијалните претензии во Јужното Кинеско море. И Русија лани го заживеа својот меѓународен надпревар сличен, но независен од евровизискиот. Интервезијата 2025 се одржа на 20 септември во Москва. Следното издание закажано да се одржи во Ријад, Саудиска Арабија, во септември ова 2026 година. Организаторите проценуваат дека новиот азиски надпревар би можел да привлече публикот повеќе од 600 милиони луѓе, значително повеќе од приближно 166 милиони гледачи кои го гледа последното европско издание. Нешто и за здравјето. Со домашен лек и чистете ги вашите бели дробови. Сеедно дали сте пушач или пак често седите во задимна просторија, со помош на овој лек ќе ги чистите вашите бели дробови и ќе си го подобрите вашето здравје.
Димот од цигарите може да ви го наруши вашето здравје, а посебно здравјето на вашите бели дробови. Поради тоа ви го приложуваме рецептот за домашен лек кој ефикасно ги чисти вашите бели дробови и ви го подобрува здравјето. Потребно ви е 400 грама лук. Ичистете го и сечете го на четвртини и едно парче гумбур, 400 грама кафеав шеќер и 2 лажички куркума во 1 литар вода. Водата ставете во сад, додадете го шеќерот и загрејте го. Кога ќе почне да врие, додадете го издренданиот кјумбур, лукот и куркумата и гответе додека смесата не проврие. Тргнете го садот од оган и оставете го да се олади на собна температура. Лековитата смеса би требало да се чува во фрижидер. Земајте 2 лажици од оваа мешавина секое утро на празен стомак и уште 2 навечер, после последниот оброк. Пред употреба на природните лекови консултирајте се со лекар. Отстранете го салот од стомакот со свој идеален појадок. Од најмлади до најстари сите знаат дека појадокот е најважниот оброк во денот. Затоа дури да сте на диета, не го прескокнувајте. Потребно е само да ги изберете вистинските состојки. Од 2008 година се докажа дека ви треба само една состојка за да го отстраните салото од струкот, јајца. Преполнете се со протеини. Појадокот треба да биде оброк полн со протеини за да бидете сити до ручекот. Многу стручњаци сметаат дека преку првиот оброк во денот треба да внесете најмалку 20 грама протеини, а добрата вест е што едно јајце содржи 6 грама. Практичен избор. Кога сте гладни и имате потреба за нешто да грицните, каснете едно тврдо варено јајце. Брзо ќе го подготвите, а и нискокалорична ужина, која сигурно ќе ви држи сити до следниот оброк. Препорачуваме едно тврдо варено јајце, 78 калории и јаболка 80 калории. Оваа комбинација ќе ви држи подалеку од фрижидерот и нездравите грицки до ручек. Важно соопштение од управата овде во Њукастел. Се бара помошник на нашиот свештеник Пецо Петровски, тоест притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Њукастел. За повеќе информации јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 4901 48. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUFM 103.7 in Newcastle in Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.